Главна тема деновиве на социјалните медиуми беше семејството Талевски, кое доби 10 награди на наградната игра Стобиранка на Витаминка. Првото излекување заврши на 23 октомври, но јавноста со дрва и со камења почна да го напаѓа ова семејство, како и организаторот на наградната игра. На никого не му ни текна да ги праша овие луѓе што навистина се случило и како токму кај нив завршиле 10 награди. Се наоѓаме пред домот на семејството Талевски, добитници на рекорден број награди на наградната игра Стобиранка. Тука сме да дознаеме која е нивната тајна, односно како успеа да добијат толку награди. За се.мк го контактираше семејството Талевски и директно ги праша која им е врската во Витаминка. Во Витаминка не познаваме никого, значи наградата не е наместена, слободно може луѓето да си проверат, така да ќе видите колку имаме производи дома се уште не потрошени, ќе видат по пликоата, имаме некоја мала снимка и тоа ќе го видите, така да мислам дека луѓето што не познаваат, веќе што комуницирам со нив, кажуваат нема шанса, ова не е наместено, дека знаат колку трошиме пари на такви работи. Кога ќе подразмислиме, логиката вели дека доколку се мести награда, логично е да се наместат автомобил или скутер. Зошто би местеле 10 производи и тоа во едно излекување? Така би било многу провидно. Талевски го посочи и виновникот за добиените награди. За Стобиранка дознавме од мојот брат Сотир, кој што ни кажа дека Витаминка организира голема наградна игра и не ги кажа наградите. Цело семејство се пуштило во акција. Сите секојдневно купувале производи од Витаминка. Еден ден во локалниот маркет во Скопско Тафталиџе снемало производи од Стови Флипс, па Талевски отишле до магазини и си купиле производи на големо. Ми дојде идеја да купам производи директно од Витаминка Прилеп од нивните магазини. Се јавивме во Прилеп на телефонски и ги прашавме кај се и магазините, дали имаат воопшто магазини во Скопје и кај се магазините. И ми кажа дека имаат во Скопје магазин во кругот на фабриката Охис. Отидов таму, купиме производи колку што собира колата. И тие не беа малце, отидов по втор пат во исто во Охис. Уште еднаш ја наполнивме колата со производи на Витаминка догоре. Математиката не ја правевме затоа што мислевме да учествуваме и како се наближуваше последниот ден на испраќање на пликовите, така ги зголемувавме пликовите и не правевме математика некоја. И за крај ги прашавме што мислат. Дали треба да се променат правилата за учество во наградната игра? Треба ли да се ограничи максималниот број на испратени пликоа? Јас мислам дека не треба, кој колку може дека се испраќа, човек што има среќа, значи може да доби со едно плико и две. Значи не мора да прати како ние што пратевме толку многу. Значи среќата сепак си е среќа. Ако си ја имаш, ќе си ја добиеш и со едно плико. Заклучок. Витаминка нема проблем кога има вакви верни потрошувачи.